Здраво! Денеска имаме една приказна која се вика Рибарот и неговата жена. Ова е и поучна приказна, интересна, но вие ќе си разберете. Си беше еднаш еден сиромашен рибар кој фати прекрасна златна рибка во неговата мрежа. Те молам, пушти ме, еве збор ти давам. Секоја желба твоја стварност ќе ја правам. Го молеше рибката. Рибарот реши да ја ослободи и рече да почека во близина на брегот, а потоа отрча дома за да се договори со жена си што да побара од златната рибка. Бидејќи живееја во стара трошна колиба, веднаш му рече: "Домов наш е никаков, срамен, побарај куќа од камен." И така, рибарот поита дока рибката и кажа за желбата на жена му. Рибката му одговори: "Речено, сторено." Кога рибарот се врати дома, на местото каде што беше старата колиба, стоеше убава камена куќа околу која имаше прекрасна градина и овоштарник полн со овошки. Неколку дена жена му изгледаше презадоволна од новиот дом, но потоа едно утро му рече: "Нема да биде многу ако место домов шугав побарам еден дворец убав." Рибарот не беше сосема убеден за желбата, но жена му беше толку упорна што на крајот тој мораше да се врати ке златната рибка да му ја исполни и таа желба. Рибката му ја исполни на рибарот и оваа желба, но не помина многу време и жена му почна да му додева со нова желба. "Сега посакувам кралски престол." Рибарот се противеше на оваа желба, но жена му толку многу му додеваше што отиде ке златната рибка и преплашен побара од нејзе кралски престол. Малку подналутена, златната рибка му ја исполни и оваа желба, но и кралскиот престол не беше доволен за жената на рибарот, која со своите желби дојде дотаму да бара царски трон, па дури и папски стол. На рибката и беше преку глава. Желбите на рибаровата жена беа премногу. Но бидејќи сакаше да му се одолжи на рибарот, продолжуваше да ги исполнува се додека еден ден тој не се појави и побара колебливо. "Ова е нашата последна желба и знам ке ме кориш, ама жена ми сака Бог да ја сториш." Кога го слушна ова, рибката го загуби трпението и му свика на рибарот: "Таа твоја жена ненаситница. Ке си го добие она што го заслужува до ситница." А потоа се нурна и исчезна во морските длабочини. Тажен рибарот си замина кон неговиот дворец, но кога стигна тамо, ја најде неговата жена облечена во парталави алишта, седната на прагот од колибата, кој еднаш беше нивни дом. Толку за денес, малце утнав на крај. Се гледаме утре со нова приказна. Пишете во коментар ако сакате некоја порака, некоја приказна да ви ја прочитам. Имајте убав ден и чувајте се. Чао!